Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 67-та епизода на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Денеска продолжуваме со анализата на интервјуто на Љупчо Георгиевски кај Васко Ефтов во Центар. Денеска ги занимаваме малку со работите што ги зборува околу Драган Богдановски. Па, може би повеќе околу Љупчо ќе видиме се како ќе ги разговор. Да. Меѓутоа тоа е тоа е повод е Да. нивната дискусија околу Драган Богдановски. првата средба на Љупчо со Драган Богдановски. Тоа мислам ќе биде поентата на емисијата и од неа, од таа прва средба ќе објасним многу работи кои јас немав за нив. Не можев никој да врзам како Љупчо е избран од службата да биде председател на ВМРО ДПМН. Но од ова интервју, ова сега што ќе слушаме првото, точно ги врзува сите работи. Ајде да почнеме да не губиме многу време. Да, тоа е многу странно. Во 10 тома. Се многу Како странно. војна и мир во 10 тома. Се, кој е излегувал, значи, тоа е пред 90-та година, јас сум тука млад, нели, патриот, слушам за тој Драган Богдановски, со еден другар го наоѓаме и он вика дојдете вика кај мене у станот. Тој е стан у Капиштица. После испаѓа дека тој стан бил од тутба даден, кај што сите што сакале да му се приближат ги снимал во тие разговори. Тоа сега што е овдека, што има сомнително тука, што има Нема ништо сомнително. Да. Тоа дека е многу Љупчев дава едно појаснување кое е многу битно за да ги сврземе сите работи. Да. Овој стан кој што го спомнува, дали е тоа станот од она белешка на Мане Јаковлевски? Не знам, на Гојко Јаковлевски. На оперативната позиција Јак Да. во Берлин. Да. Така да тоа открива дека и Гојко е соработник, високо позициониран соработник на службата. Да. Сега што е тука главното? Љупчо имал некои во себе си национални. Љупчо сакал да се запознае, што е нормално, бидејќи се движел во тие кругови во Скопје. Веќе почнува во Македонија почнува да се заговара плурализам. Првата партија, првото движење, не партија, со македонски презнак, со обид да ги привлече македонски националисти е МАК. И Љупчо таму пристапува и таму би требало да го запознал и Змејковски. Кажам сега, тој не споменува со кој пријател отишол кај Богдановски, а јас претпоставувам дека можел да го однесе само Борис Змејковски кај Богдановски. Бидејќи Богдановски е многу близок со директорот на Македонка, со Диневски, Костадин Диневски Динката, каде што Змејко работи. Вработи од таму Змејко се вклучува во таа патриотска струја во Македонија, бидејќи Динката и Драган Богдановски се запознаваат во затвор, во Идризово. Драган Богдановски, кога е киндапиран, после тоа кога е осуден е во Идризово, а Динката со Доцев Ѓорѓи покојниот сега, и Динката и Ѓорѓи се покојни, се судени за подметување на бомби. Но, тие се уапсени за подметување на бомби пред грчкиот конзулат и тоа го објаснувавме, сега не би сакал да навлегувам многу пошироко. И пред се интригите пластика. Пластика, да. Оперативните акции пластика. И таму се запознаваат, се зближуваат по. И сега тука е интересно што Динката и Доцев, иако се соработници на УДБА, тие се осудени и лежат затвор. Иако под налог на УДБА ги прават, подметнуваат бомбите. Бомбачките се
идеја на удба и Да, ова се сето тоа е уствари таа пластика е дело на Иван Бовановски. Бовановски, да. Негова идеја, мислам дека Да, дечи тој е самостоен оперативен Да. работник и тој има многу ингеренции во Да, однос да. на што ќе работи, како ќе Да. работи, И- а ете баш креативен тип. Да. Сега ова е морам малку да го сакам да ми стане на нашите гледачи јасно дека на многу соработници се судени Да. и осудени и лежеле затвор. Со тоа им е граден имиджот дека се се затвараат, големи патриоти се. И само никој не обрнува внимание дека Доцев и Динката и некако му беше името, тој стана буграфил после голем. Го заборам се презимето. Од Ресенско е таму. Иако се уапсени за поставување на бомбите, за терористички акт, во тек на судењето се заборава обвиненијето и се судат затоа што шират пропаганда од Драган Богдановски. Причирале вестници и за тоа се осудени на по 2-3 години, колку беа таму, 5 или не знам сега. И пуштени се предвремено се на затвор. Тоа е Значи сега на нив им се прави за нив се прави имидж дека се големи револуционери со тоа што се осудуваат, со Да. тоа што се осудуваат на основа дека шират пропаганда Да. од тој Драган Богдановски. Значи сега и на него му се гради имиджот. да, А на крај, впрочем, тие одлежале малку време во затворот, сигурно работеле на други да, клиенти, обработувале други предмети, да. почнале други да врбуваат таму. Значи, бидејќи, како што знаеме, во затворите се впрочем еден расадник на Соработници. на криминални соработници Да. сега. Дали во зборуваме за оваа полициска држава во Македонија или еве овде каде што нема полициска држава на западот, обично луѓе кои што одат во затвор за некаков ситен криминал, во затвор стануваат поголеми криминалци, бидејќи Да. тука се поврзуваат Со со други криминалци. Е така, тука во Македонија, значи, во овој случај тука со политички овие затвореници, овие еден куп младо националисти кои што биле затворени за некоја парола што напишале едно друго, сега ги врбуваат. Е сега, што се прави тука? Повторно се игра на две нивоа. Од една страна овие соработнициве им ствараат на овие нови нивни клиенти, да ги кажеме, симпатизери или на нивните пациенти им ствараат имидж дека ете, сега и вие станувате дел од ова. Значи, Да. децава стануваат, барем во својата мечта, стануваат поголеми криминалци, поголеми револуционери. А, впрочем, на друго ниво, тие ги уште повеќе ги разработуваат и ги уништуваат сите овие... За Доцев и за Денката, тие се соработници од порано. Да. Тие не биле соработници, не станале соработници сега. Како соработници тие учествувале во местенките, во акциите пластика. Значи, Денката е, кога е суден за стопански криминал, тогаш прифаќа, тој бил војно лице и суден за стопански криминал, тогаш прифаќа да така некој беше, сега нема, добро, не зборам. Ги мешам со мислам дека да, за него е за стопански криминал. И тие Доцев кога е апсен 40-50 година за ВМРО СДМР правда, уште тогаш прифатил соработка. Да, а за Драган Богдановски, веќе како што зборувавме во првото продолжение на овој серијал, Исто апсен за Драган криминал, Богдановски е апсен за криминал и во Југославија и во секоја држава во како која бил што надвор, да. после иде надвор. Е сега, Лјупче успева да направи преку Змејко. Мислам дека требаше нешто да каже. Тоа што се колебаше да каже со кој човек бил, мислам дека затоа таа пауза беше дали да го каже Змејко или не. Но тоа е моја претпоставка, не сум сигурен. Но верувам дека немал друг начин како да дојде до Драган. Е сега што е многу интересно. Тоа се случило сигурно
на почетокот на 89-та година или крајот на 88-та. Значи Драган кога излегува од затвор, но повеќе верувам дека тоа на почеток на 89-та, бидејќи тогаш се појави МАК, некаде во пролета се појави МАК и тогаш таму се запознаваат вистинските националисти и националистите од диригирани од УДБА. Лјупче како млад човек, сакал да се вклучи во такво едно движење, ентузијаст, полн со поет, сакал да се тоа е нивната пат кон славата. Да. Да бидат револуционери. Да. И одат кај Драган Богдановски. Сигурно Лјупчо си изборувал она што го чувствува од срце. Немало таму од Лјупчо глума, немало ништо и бидејќи и тој сам денеска е свесен дека сите тие разговори се снимани таму. И снима разговорот. На УДБА и паднал веднаш Лјупчо бил воочен како таман слика и прилика за водач на национална партија. Она што беше план на Кос да ги извлече на површина сите националисти и за да, ако се случи државниот удар кој што беше планирано од Кос да се испоапсат сите републички раководства и социјалисти веќе беа елиминирани, тие нетврдокорните, ќе беа апсени немаше да има убиство, но ќе беа испоапсени сите. И така ќе беше по планот на ЈНА ќе беше сачувана Југославија. Но не дојде до државниот удар и УДБА веќе го има ставено во тесен избор Лјупчо за да ја води партијата. Затоа Лјупчо не знае што се случува на другата страна кога се преговара за партијата. Лјупчо знае партијата од кога како е формирана партијата од кога оди во Минхен. Пред тоа не знае ништо за преговорите, за обидите да ВМРО да прави партија, Драган Богдановски како го прави ДПМН, тие работи Лјупчо не ги знае, не е во тек, не бил ни тогаш, а не сакал сега да ги прифати, да ги научи. И кога веќе сваќа дека во МАК нема она што го бараат Змејко и Лјупчо, доцев со покојниот Звонко Станковски, внукот на Драган, и со како беше Башче Важнијски, така некој беше уште еден од луѓето кои учествувале во тие националната струја во МАК. По налог на Драган се обидува ДПМН да го наметнат на еден состанок во МАК. Да МАК се применува во ДПМН. И тоа го имам кој сведочење од Ѓорди Доцев, покојниот. Не успева таму и веќе и таа варијанта отпаѓа да се прикачи на ДПМН на некоја национална партија и веќе се свртуваат кон веќе Змејко знае за преговорите, тогаш се прави некој врска, состанок меѓу Дане Поповски и Владимир Голубовски влегува во играта. Дане Поповски, Змејко и Лјупчо. Тогаш се запознаваат Лјупчо и Дане Поповски. Да не одголекуваме многу, се договара одење во Германија. На повик на Драган Богдановски. Драган Богдановски веќе 89-та крајот така некако заминува за излегува потоа надвор. Отиде во Европа оди. Мислам дека е во Шведска. И тој таму ја формира ДПМН, праќа абери дека диаспората е многу спремна, многу едно, друго, трето, преку Змејко тие се шират тие информации и преку Динката, и Динката починува сам во февруари, или пред зборам за период 89 до смртта на Динката.
И се ствара една психоза и Лјупчо веќе мисли дека диаспората стварно е многу силна. И се договара да одат во Германија, во Берлин. Треба да на тој пат да одат Змејковски, Лјупчо, Голубовски, Дане Поповски и Транталовски. Ден или два пред да тргнат, ова Лјупчо дека не ме демантира за ова дека не е така, имаат состанок во Метропол. Се договараат Голубовски, Дане Поповски, Лјупчо и Змејко. На другата маса седи сопругата на Дане, Стефка, да не им пречи во разговорот и паѓа договорот кога ќе се тргне, како се тргне. Дане уште тогаш кажува дека не сака да иде. Бидејќи Драган не го познава Дане многу убаво. Имале бајаги средби додека откако Драган излегол од затвор и неколку пати Драган со Динката оделе кај Данета. Дане се познал со сите. Не сакал да, рекол дека нема да оди и Голубовски прифатил да оди за дента кога тргнуваат утрата дели после 2 дена од тоа следва сега сум заборавил точно. Договорено е да го земат Голубовски пред Шумарски факултет. Тука ќе ги чека во толку часот и продолжуваат за Германија. Во меѓувреме, наместо во Берлин, состанокот се префрла во Минхен. Бидејќи Дане не оди, кога доаѓаат пред Метропол, пред Шумарски факултет, Голубовски вели дека не може да иде бидејќи нема пасош. Малку чудна работа, ако в ден-два пред тоа имал пасош, сега одеднаш нема пасош, но и на него нешто не му одело како што треба, не знам што е причината, никогаш не сум можел да разберам што е вистинската причина. И тргнуваат Змејко, Лјупчо и Транталовски глава. Змејко не кажува ништо, ни Транталовски, бидејќи тие единствени знаат и Драган дека е направен договор на 26 април во Царевиот двор во куќата на Дане Поповски. Се завршени преговорите меѓу ДПМН и ВМРО Содржавна правда да се обединат и да се направи партијата, која ќе го носи името ВМРО ДПМН. Кога стасале во Минхен, видел Лјупчо дека нема таму никој друг сем Драган и па го пишува Лјупчо во неговите мемуари сега, не знам, јас се држам до тоа што тој го изјавил, дека нема никој друг сем овие двајца, Гојко и Драган. Гојко се приклучува на формирање на партијата некаде во 15-20 дена пред да се оди во Минхен. Пред да одат овие за Германија, или месец дена најмногу. Така некако. Му се ова Драган со писмото мислам го покажав минатиот пат. 17 мај беше писмото. Така. Не. Да, 17 април или мај. Сега не кој имаш во минатата емисија го покажав писмото. Да не комплицираме сега. Со кое Драган му се јавува на и го известува Гојко дека направил партија, дека едно друго трето, па да му треба финанска помош и тогаш Гојко сознава за партијата, осознава дека се прави нешто. Тој нема никаква врска со основањето, како и Мане. И во Минхен паѓа одлуката кога бидејќи Драган требало да биде, така Лјупчо објасно, Драган требало да биде председател на партијата, Драган се откажал, бидејќи верувам дека веќе планот на УДБА бил готов, дека Лјупчо ќе биде најдобро да биде председател на партијата. Драган немал, бил свесен дека тој не може да, на него не може да му створи УДБА имидж кај народот, да му створи ова е младо дете, млад човек. Обично такви се револуционерите македонски, такви биле револуционерите македонски, наназад млади луѓе, така, полни со елан за Македонија, со желба за македонска држава и
Но, Дали сакаш тука белешката? да, Ова, тоа ми е баш сега битно да го спомнеме, зашто Удба одлучила да Удба веднаш после разговорот на Љупчо кај Драган, посетата на Љупчо кај Драган, кога го ставила во свој тесен избор за председател, веднаш почнала да го следи. Јас имаме една службена белешка за него од 6.5.1989 година. Оперативната врска од Делчево се вика Евтимов Ванчо. Тој денеска е близок партнер во бизнисот, работи нешто во фирмите на Љупчо, човекот уште работи кај Љупчо. Така да Љупчо знае дека тој му бил соработник и тој нова службена белешка прави разговор веќе како беше она стручно, како го викаше Удба тоа кога прави диференцијација. не осознавање на негови пријателски, кога го снима следениот, кога му прави една анализа како што е. Добро, ајде, да ви текнува. Осврт. Аналитички осврт. Не, да, на карактер, со обиде за него податоци од Да. сите избори што ги има. Ова белешка јас имам од еден избор. Уште колку избори имало Да. кои давале злучни информации и така Удба ствара за него комплетна една слика. Да. После тоа Љупчо веќе е сигурен, сватиле дека кај му се слабосен Љупчо и дека е неискусен млад, но е искрен во желбата за македонска држава, тука нема збор. И тоа не може да се глуми. Она што го правеше Љупчо, тоа не може никој да го одглуми. Да, а тоа е еден многу важен елемент во работата на службата. Таа автентичност им е многу битна. Да. Значи има белешки каде што, например, тие намерно оставаат нивни соработник да биде отпуштен од работа Да. или да има проблеми на работа, за да тој добие еден револт, кој што тие пишуваат параме, тој револт негов да биде вистински, автентичен, за да може природно да настапува пред неговите Да. пријатели, Да. кои ги обработува. И така исто и со Љупчо. Многу битно за нив е било тој да е вистински Да. посветен Па и на така каузата. го водат тука дека е интересен по македонски национализам. Да. Сега, она што е главното кај него е што е тој многу млад. Да. И, што рече ти, поетски тип. Да. Тоа се типови кои што, впрочем, тежнеат по некаква големина, по некои величествени дела и тие сакаат да бидат тие што ќе ја водат револуцијата. Да. Значи, изборот воопшто не е случај на Љупчо. Изборот е на Удба на Љупчо. Никој друг не го избрал Љупчо. Зошто Змејковски, кога биле во Минје, Транталовски и Драган, не му кажа на Љупчо дека договорот за партијата да го носи името ВМРО-ДПМН е постигнат во Рес, во Царев двор. Не знам. Тоа треба да го праша Љупчо денеска Змејко. Да каже зошто немал таа информација. Зошто таа информација се сокрива и денеска од страна на Змејко. Тој остана единствено жив од тие луѓе. И уште до тројца луѓе од Ресен. Транталовски, Дијана, не знам дали татко и Владо е жив. Но Дијана го знае исто така добро каде е што е направено во Царев двор. Мислам,
толку би, јас не знам што друго да кажеме за ова, но го објаснивме колку, мислам дека е јасно како Љупчо е стасан да стане председател на ВМРО ДПМН. Да. Сакаш сега да одиме со Да. Говори. Тука Сега- Да. би искоментирале еден дел да го врземе повторно околу Драган и не би ја шириле повеќе ова емисија, кога доаѓа Драган во, мислам тука тој го зборува во понатамошното тоа, во делот кога зборува за Драган. Тоа е една многу интересна работа. Драган доаѓа во август месец 90 година после основањето. Мислам на 7-8 август доаѓа, му прават пречек. Но целата на Драган никој не ја целата на доаѓањето на Драган е сосема да се онеможможи партијата да действува. Тој Тоа во август 90 година. 90, да, после Основачко формирањето собрание, на пред првите избори. да. И Драган разговара со Дане Поповски да ја, бидејќи веќе партијата е регистрирана на 1-2 август, така некако е регистрација 3 август, мислам носи решението. И Драган инсистира партијата да ја префрла, да се води партијата од Шведска. Во Шведска ќе тргнат Дијана, Змејко, Дане и Драган. Драган ќе се врати повторно во Шведска, а овие тројца и ќе ја водат партијата оттаму. Дане одбива, бидејќи она изјавата, целата изјава на Дане, ќе ја имаш по книгата, не сакам сега да ја цитирам, но во книгата ќе ја ставиме, зашто Дане, што е една од причините за отврдење на тој план. Пропаѓа планот за да се направи тоа и Драган, како што вели Љупчо, останува во кампањата е тука само на неколку доаѓа во Канада. Тука тој се обидува да го разничи угледот на Дане, бидејќи му е лут, затоа што Дане не прифатил да се изнесе партијата да се води надвор од Шведска, да се води од Европа. И го напаѓа Данета дека е човек на МПО. Имаме видео, ќе го прикачиме тука и тоа видео. Може да го прикачиш, така ли? Да. Ѓорѓе 52 години. Член на ВМРО од 45 година, со пиштал во рака, уши 45 година, се супротставил на 3 турци, кои во тоа време живеел под албанска власт. Осуден во Ресен како ВМРО-вец, младо момче од 16 години, моето прашање ќе биде за Стојчев и за Драган. Скоро со првиот човек кој прашуваше такви работи, разбира се. Но јас не сум начиско со тоа. И затоа ќе молам и Стојче и господин Драган мајцата да одговора пак на тоа малце појасно, понеже јас сум доста запознат со тие работи. Конекции имам и со Љупчо Гргиовски, и со браќев ми Дане Поповски, назначен од господинот Драган Богдановски, секретар, мој секретар, господин Драгане, а во моментот не е секретар на ВМРО во Македонија, разбира се, па и вие не сте за гласањето, сте тука. Мене не ми се тие јасни работи. Конекција, телефонски разговори и со секретарот Дане Поповски, и со председателот Љупчо, разбира се. Вие тука одговарате на нешто, ние доста тука не ги познаваме тие работи. Јас трошам огромни пари за телефонски разговори, конекции со нив долги години.
Изгона тамо, разбира се, 35 години во Канада тука, разбира се, малтретиран како вамаровец, непријатен, разбира се, према југословенската власт тука, непријатен према бугарската власт. Одам тамо, вика, ти си југословен, сарбоман. Сум доаѓал некогаш тука, кога правите са думите дока и до некаде, дека југословените и србите нас не правиле, разбира се, тука, југословени, бугарофили и така натак, и немаме право. Оваѓам, разбира се, во рамоком кај србите, ти си јужно-србијанас бе. Викам, само македонец, глава тврда македонска и македонска ѓубри да дај. Ке се молам правилно да одговорите со стојката, дали сте вие испратени директно од председателот, разбира се, Љупчов, и цело ВМРО раководство во Македонија кои се наоѓа денеска, или на лични работи по покана према сите господари. Лично, колко да го вервам сега, сам да се вервам или вам да ве вервам? Колко да го верувам, јас не верувам. Види, има и компликации, разбира се. Зошто мисли најшба искрени спорови да се кажат? Сите сме ние народци овдека. Но да ја кажеш истината, разбира се, нека се го чудеш, а не гони. Демола. Ние пред да дојде Драган Богдановски, тука стапивме во разговор и со Драган Богдановски во Шведска и со Љупчо Ѓоргиевски со намера да ги поканиме двајцата. Меѓутоа, Љупчо е изузетно потребен, вие знаете, навистина не треба да ви објаснувам во ова ситуација и намерата наша на ВМРО во Торонто е Љупчо да биде гост во Торонто после завршување на изборите. Верувајте. Така да пристигна само Драган Богдановски, а Љупчо го очекуваме како гост непосредно после изборите. Ова е одговорот на ВМРО од Торонто. Тоа го кажуваме, господи, јас. Вие се паѓате на една фамилијарна база за да. Чекай да ви кажам случајно Дане. Вие знаете дека Дане учествуваше во првиот. Молам за тишина. Дане беше во првиот одбор кога беше на ВМРО кога беше во Токар. Меѓутоа Дане кога се врати не сакаше да влезе во ВМРО. Не го признаеше во ВМРО. И тој водеше расколничка политика меѓу македонците во ова. Затоа Дане не е ни член на ВМРО. На ова второ во ВМРО. Ето знаеш. Абе човеко 5 пати му изризало е... Абе и 10 пати може да... 35-та година! Това е човечечко ВМРО. Аз съм човечечко. Послушай, беше ли ти член на ЕРПО? Беше ли член на ЕРПО? Ти си вам човечечко да Едно за поставала. Исклучете го примитивизмот, бидете парламентарни, поставувајте прашања, дали сте задоволни или не, поставувајте подпрашања, но не на овој начин. Факт е дека во ВМРО постоеле многу фракции и всушност во овој момент тоа дојде до израз фракции кои работеле на ова или на оваа страна, значи работеле и придонесувале многу негативно да се одразат врз македонското национално дело. Во овој момент не тврдам дека човекот кој настапи не е во право, меѓутоа начинот на кој тој истапува не е во ред. Ве молам, бидете по-цивилизирани. Тоа видео, тој разговор од таа кавга тука што е во Торонто. И Драган изнесува некои работи во кога зборува за Данета, што после ги доводиме во службени белешки кои Драган ги дава на УДБА на СДБ за Данета. Сега, за околу тоа одење префрлена партијата во Шведска, има едно писмо, го имам писмото, ќе го прикачам и него. Тоа писмо не е подпишано од Драган, ама е тоа што дека партијата заради да не биде притискана од УДБА, и тоа писмо е од некаде од јануари, мисли, до крај на годината 90 или 91 тоа писмо се чини. Но се гледа дека подписот на Драган е фалсификуван. Тоа не е подпис на Драган. Интерес за таа работа е знал само Змејковски и Дијана Танталовска. Сега не сум графолог и не знам, не им ги знам како, но од некои од тие луѓе кои биле
вклучени во тој план. Кога доаѓа Драган во август, да се префали партијата надвор, сега повторно се прави тоа писмо и се пушта низ во диаспората, се праќа низ општи комитети за да се подготви терен. Повторно е целта може да се врзе со обитот на, може би тоа е последен, бидејќи нема точни датуми, не можеме да ги врземе, да ги по хронологија да работите. Може би е после состанокот на езерото Младост, кога се открива планот на СДБ и Голубовски да ВМРО ја предложи, да го предложи Извршниот совет, бивш со Григорија Гоговски како влада на ВМРО ДПМН. И така да, и тоа е уште една многу битна работа за која Љупчо дали не знае, дали не сака да ја спомене, тоа е директен атак од Драган на партијата. Да го елиминира Љупчо, да ја превзема партијата да ја надвор, и сега на нив да им треба како покритие дека ВМРО е со нив, дека ВМРО е тие без дане не се партијата не е ВМРО ДПМН, не е ВМРО, таа е само ДПМН. И тука е тоа е она што Љупчо не сака, не го знае или не сака да го спомене никаде дека Дане е тој што бил представник на ВМРО во сите преговори. Барем она кога Љупчо го запознал. А има прилика да го запознае Љупчо, Данета и Стефанија, кога ги организирале општинските комитети. Наскоро на сите Дане и Стефка биле на сите основања на општински комитети. Така да немаше Љупчо да каже дека не ги познава и не знае за нив. И сега Љупчо се лути многу пати зашто него го не го признават дека бил основач, дека на друго си овој други основачи. Па тоа што го правиш ти на главни на вистинските основачи, што мислиш зашто нема да го прават и на тебе? Така ли? Да. Тука мислам, тоа се чисти работи. Не го прави она што не сакаш да го прават тебе на други. Но стравот да се спомене ВМРО и да се каже вистината, дека на вистина стоело вистинското ВМРО за ВМРО ДПМН во основ и тоа е затоа толку маса имаше народ да гласа за го препознаа вистинското ВМРО. Да, па сигурно и тоа што едноставно како што Дане Поповски бидејќи поради неговото учество таму и на Смичко, значи на тие луѓе, на Чакра, сите нивни што се вика нивни ќели по градовите им станало јасно што е работа и тие се активираат и затоа Дане и Стефка одеа по сите на сите основачки собранија. Да.